Вести на Канал 8, добро вечер. Во пожар што избувна утрово целосно изгоре производствениот погон на конфекцијата Колор Д од Кочани. По 5 часа огнот беше ставен под контрола, а причината е голема материјална штета на објектот и готовото производство наменето за извоз. Производствениот погон на конфекцијата Колор Д од Кочани настрада во голем пожар, при што целосно изгоре горниот кат. Работничките кои ја започнале првата смена го забележале пламенот и веднаш ја алармирале против пожарната единица. Огнените јазици биле толку силни што за краток период ја зафатиле внатрешноста на објектот и покривната конструкција. Поради густиот чад, дел од вработените останале блокирани во фабриката, заради што пожарникарите биле приморани да ги извлекуваат преку терасите. Иако интервенцијата била брза, огнот се проширил на целиот објект, па била побарана и дополнителна помош во гасењето. Оценето е дека има потреба од повеќе возила и повеќе пожарникари и веднаш е побарана помош од целата единица, односно употребивме 4 возила и 12 пожарникари од ТПП Кочани, како и една екипа од ТПП Виница. Веќе локализиран пожар? Пожарот е локализиран, моментално работиме на догасување на оние материјали кои уште тлеат. Материјалната штета мислам дека ќе биде голема. Причината тоа ќе утврди накнадно, инспекцијскиот надзор кој ќе врши увид. Од огнената стихија уништена е целата производствена линија во конфекцијата, како и суров текстилен материјал и неколку илјади парчиња готови конфекцијски единици. Дополнително оштетување има и кај погонот за обработка на лим на компанијата Тигар, што се наоѓа во приземјето на зградата. Имаме и ние штета од водата, значи не од пламено, али вода доле има многу. Лимот што го не работи, ние подсикова лим, тај не трпи вода, значи има шанси да оксидира. Иначе има и пластифициран и така и така. Значи има ние штета само од водата. Овака од пламено има нешто ситно, ама не е толку страшно, може се надмине. Првичните проценки се дека вкупната материјална штета е над 250.000 евра. Иако меѓу присутните очевидци имаше различни изјави за тоа како избувнал огнот, сепак се работи за лични претпоставки. Истрагата што ја започнаа надлежните служби треба да го даде вистинскиот одговор за причините за пожарот. Општина Чешиново Блешево ја започна изградбата на канализацијата во Кучичино. На свеченото започнување на градежните работи дојде и министерот за земјоделство Љупчо Димовски. Започнаа градежните работи за изградба на канализационата мрежа во селото Кучичино. Најавите од општина Чешиново Блешево дека ќе се работи на овој крупен инфраструктурен зафат стартуваа од сред село, каде на пригодна свеченост дојде и министерот за земјоделство Љупчо Димовски. Оваа населба е една од неколкуте во регионот, беше речено, што воопшто нема систем за собирање на отпадните води, а со реализацијата на проектот ќе биде изградена мрежа во должина од околу 8000 метри. Вкупната вредност на овој проект е некаде околу 276.000 евра, средства кои што се обезбедени од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и секако владата на Република Македонија. Општина Чешиново Блешево има уште 2 проекти, така да вкупниот износ на средства кои што ќе бидат издвоени од програмата за рурален развој достига некаде околу 356.000 евра, односно без малку 30 милиони денари. Со изградбата на канализационата мрежа во Кучичино, општината Чешиново Блешево ја започнува реализацијата на проектите од комуналната инфраструктура во неколку населени места. Според градоначалникот Личков, се очекува градежните работи да се одвиваат според планираната динамика. Канализацијата изведува пелагонен инженеринг од Штип, а сумата е, кажа веќе министерот, некаде околу 16 милиони денари. Канализацијата треба да биде завршена некаде околу за 2 месеци. При престојот во Чешиново Блешево, министерот Димовски ја посети и локацијата во близина на селото Жиганци, каде се гради нов мост на Злетовска река. Сумата во висина од околу 10 милиони денари и за овој инфраструктурен проект е обезбедена од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој. Во Блешево започна со работа земјоделска задруга на оризопроизводители. Таа е од помал обем, односно во неа се здружени десетина земјоделци, кои на тој начин гледаат можност полесно да ги надминат проблемите во производството и пласменот на оризот. Земјоделците од Кочанскиот регион повторно се организираат во задруги. Во Блешево започна со работа земјоделската задруга Агрообнова, која опфаќа оризопроизводители од регионот.
На свеченото започнување со работа на задругата присуствуваше и министерот за земјоделство Љупчо Димовски, кој рече дека е задоволен што оризопроизводителите ги прифатиле заложбите за окрупнување на земјоделските површини. Освен земјиштето, земјоделците задругари ја здружиле и механизацијата со која располагаат. На тој начин очекуваат да ги намалат трошоците за производство и полесен пласман на оризот. Нашата задруга од мал обем, 11 члена сме во задругата. Располагам, значи, ова е, јас ќе напоменам пак уште еднаш, дека единствена во ваков тип направена задруга со капитал од земјиште и земјоделска механизација. Во самата задруга имаме внесено 42 декара земјиште со проценета вредност од 20.000 евра. Исто така и застарена механизација, која што е моментално ќе ја користиме за обработување на земјиштето на задругата, како и за обработување на земјиштето на задругарите. Министерот Димовски рече дека владата веќе трета година прави напори земјоделците да регистрираат земјоделски задруги, за и сами да си помогнат во дејноста со која се занимаваат. Според него, инсистирањето на државата за заживување на задругите е од повеќе причини. Прво, имаме еден неповолен факт, а тоа е дека имаме многу голема расцепканост на земјоделските површини или фрагментација. Тоа значи дека 1,2 хектари е просечната површина по едно земјоделско стопанство, што е многу малку. Ама тоа е вкупната површина со која што располага стопанството, кое што во најчест случај е поделено на 3 помали парцели, од кое што најголемата не е поголема од 5 декари, значи половина хектар. Тоа е за жал реалноста во државата, во земјоделското земјиште, и ние тие причини веќе на нас за 3 години интензивно работиме околу подготвување на националната стратегија која што ја донесовме за консолидација на земјоделското земјиште и посебниот закон за окрупнување на земјоделското земјиште. Задругата во Облешево засега е меѓу ретките во регионот. Нејзината работа започнува неколку месеци по регистрирањето на првото слично здружение на земјоделци во Горни Подлог. Дали и колку идејата за задругарството ќе заживее, зависи од подготвеноста на земјоделците, кои засега имаат можност и да добијат субвенции од државата. Преку јавна и транспарентна електронска аукција ќе се доделуваат ловишта во повеќе региони во Македонија. На 27 декември минатата година беше донесена одлука за започнување постапка за доделување на концесии за дивеч во ловиштата низ Македонија, пошто на 22 јануари беше формирана комисија за спроведување на постапката, а на 1 овој месец беше објавен јавниот повик. Јавниот повик на кој за доделување под концесија се предвидени 39 ловишта што припаѓаат на 11 ловни региони во земјава, беше распишан пред 10 дена. Ловните региони опфаќаат повеќе градови: Кочани, Македонски Брод, Берово, Прилеп, Тетово, Велес, Свети Николе, Радови, Штип, Битола и Делчево. Доделувањето на концесии за ловиштата треба да обезбеди низа економски бенефити, ќе помогне во поттикнувањето на локалниот економски развој и отворање нови работни места. На 18 март е последниот рок на кој што може да се подигне тендерската документација, но истовремено и да се достави документација. Значи, сакавме максимално да излеземе во пресред на сите заинтересирани, дали се тоа здруженија на ловци, дали се компании кои што се сакаат да се занимаваат со оваа дејност, или странски компании кои што се заинтересирани да го вложат капиталот во Република Македонија во секторот ловство. Почетниот износ за наддавање ќе биде највисокиот понуден износ на надоместок на концесии на дивечот во ловиштата, утврден во понудата за ловиштата, посебно на јавното отворање на доставените понуди. Оваа постапка за електронска аукција се очекува да овозможи целосно објективно доделување на концесиите за ловиштата во Македонија. Целокупниот процес ќе финишира со јавна електронска аукција, што се воведува за првпат во оваа постапка за издавање на ловиштата под концесија. Со воведувањето на овој принцип на финално одлучување преку процесот на јавна електронска аукција, што ќе биде видлива за сите субјекти, се очекува да се отстранат можностите за субјективно однесување од кој било субјект кој учествува во постапката. Победник на електронската аукција ќе биде оној правен субјект кој ќе понуди највисок надомест за концесија на дивечот во ловиштата.
Кочанци најмногу се упатуваат на прегледи на интерната клиника во Скопје, покажуваат анализите направени во Кочанската општа болница, откако почна да функционира закажувањето на прегледите преку Мој термин, што во интерес на пациентите се надградува. Се воведува еден упат за цела година. Целта е намалување на притисокот за закажување на прегледи. Кочанци најмногу страдаат од интерни болести. Кардиоваскуларните проблеми се уште се на врвот на листата болести од кои страдаат граѓаните, покажуваат анализите на општа болница. Преку Мој термин, најмногу пациенти се упатени кон интерна медицина, пошто следува ортопедија, офталмологија, неврологија и психијатрија. Измените во закажување преку Мој термин се добредојдени за пациентите, вели директорот на болницата Дејан Апостоловски и истакнува дека овие измени болницата веќе започна да ги спроведува. Станува збор за измени во кои матичните лекари за хроничните пациенти ќе издаваат упат еднаш годишно и со тој ќе можат да ги реализираат сите неопходни контроли. Измените треба да го намалат значително бројот на непотребно креирани термини за преглед и контрола. Истовремено, пациентите повеќе нема да имаат потреба да одат кај нивниот матичен лекар за да го донесат заверениот упат кој е креиран при итен преглед во специјалистичката установа. Тоа значи дека пациентите нема да има потреба да одат кај матичниот лекар за ретроградно издавање на упат кој е искористен во итни случаи. Ова се двете најнови измени на услугата Мој термин, што Министерството за здравство ги направи на барање на граѓаните, кои најчесто во праксата се среќавале со овие проблеми. Олеснување е што контролните прегледи веќе ќе ги закажува специјалистот или субспецијалистот, кај кого се врши прегледот, односно упатот кој е издаден од матичниот лекар при првиот преглед ќе продолжи да важи до завршувањето на лекувањето, но најмногу една година. На хронично болните пациенти автоматски при првата посета кај специјалист ќе им се обезбеди нов термин за контрола. Купување од фармите и домовите по претходна регистрација во Агенцијата за храна. Процесот на одобрување на здравствените тврдења ќе се одвива преку специјално формирана комисија. Под мотото "Хероите не можат сами", учениците од Основното училиште Раде Кратовче организираат хуманитарен натпревар за помош на малиот Петар Николов. Средства собираат и од хуманите граѓани од Кочани, како дел од акцијата "Од врата на врата". Хуманитарен ревијален спортски натпревар наставници и родители организираат учениците и наставниците од Основното училиште Раде Кратовче. Целта е да се соберат финансиски средства за помош на малиот Петар Николов, што му се потребни за лекување. Освен натпреварот, учениците започнаа и со хуманитарна акција "Од врата на врата", преку која собираат средства за малиот херој. Од денес започнавме со хуманитарната акција за собирање на средства за хуманитарниот ревијален натпревар, каде што ќе се одржи во салата кај Основното општинско училиште Кирил и Методи, каде што ќе имаме хуманитарен ревијален натпревар на 17.2. Со тоа што отидовме, бидејќи четврток, отидовме по пазарот, отидовме во неколку институции каде што луѓето ја покажаа својата добрина и хуманост, ни дадоа еве пари, односно средства со што ќе му помогнеме на малиот Петар. Исто така тие купуваат и еве карти, каде што тие ќе присуствуваат на истиот натпревар. Натпреварот ќе биде збогатен со забавна програма. Ќе настапат учениците од Основното училиште Раде Кратовче со хорот и оркестерот. За таа прилика подготвуваат и ритмички игри. Ќе настапи групата Проблем од Кочани и фолклористите од Културно-уметничкото друштво Руен. Целосна поддршка за хуманоста учениците имаат од директорката на училиштето Гордана Манова, наставниците и од родителите. Беше свикан советот на родители од директорката на училиштето Раде Кратовче и не извести дека има хуманитарна акција за малиот Петар, кој ние сите едногласно се согласивме да учествуваме во таа акција. Сакам да ги поздравам, мислам, сите граѓани, да ги поканам воедно, да учествуваат масовно, кој колку може, да дојде на 17 февруари и да со тоа што ќе купи карти ќе
биде вклучен во хуманитарната акција. Организаторите на акцијата се заблагодарија на општината која ги поддржува во акцијата, како и на конфекциите Алекс и Жан 2003 и печатницата Мастер Принт, која се погрежи за печатање на влезниците и мајците на учениците. Ревијалниот надпревар ќе се одржи на 17 февруари во 17 часот во спортската сала кај гимназијата Љупчо Сантов. Влезницата е по символична цена од 30 денари. И за крај спортската информација. Осого во ремизираше против Брегалница Голак во првиот контролен надпревар пред почетокот на пролетниот дел од првенството. Нерешено 1:1 е резултатот од пријателскиот надпревар помеѓу Осогово и екипата на Брегалница Голак одигран во Оризари. Кочанскиот третолигаш прв дојде во водство со голот на Новаилијата Нанев, резултат со кој се замина на полувреме. Шанса да заиграат добија сите фудбалери на жолтосините. Следниот втор контролен надпревар е в недела во 13 часот, исто така на игралиштето во Оризари, кога Осогово за противник ќе го има борецот Велес, екипа што се надпреварува во втората македонска фудбалска лига. Кочанскиот третолигаш формата пред почетокот на пролетната полусезона ќе ја темпира со вкупно 8 контролки. Осогово во зимскиот преоден рок ангажираше 9 нови засилувања. Со нив пролетва тргнува во невозможна мисија за освојување на првото место во третата фудбалска лига Исток, што води во баражот за влез во второлигашкото друштво. Временската прогноза беше последната информација во вестите на Канал 8. Ви благодариме за вниманието. Пријатно!